Продолжуваме со новиот час од утринската програма на Македонската радио телевизија. Информација која што овој период на сите ни е најважна, тоа е информацијата за состојбата со повредените кои се лекуваат во домашните болници и во странство по трагедијата во Кочани. Радува податокот дека се повеќе млади се враќаат на лекување дома, но фокусот секако останува на сите оние кои во моментов се и во болниците во главниот град, но и низ Европа. Какви се очекувањата на докторите и како ќе изгледа процесот на рехабилитација на оние кои што се враќаат во државата, треба да бидат задржани на лекување? Разговараме со директорот на Универзитетската клиника за травматологија, доктор Игор Мерџановски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Докторе, споминавме, радува фактот што сите кои што се лекуваат во главниот град се во стабилна состојба, оние кои што се враќаат во Македонија се праќаат на домашно лекување, но оние кои што, каква е состојбата со оние млади луѓе кои што се уште на клиниките низ Европа? Кои се оние последни информации со кои што вие располагате до моментов? Па последните информации се дека околу четворица пациенти ни се малце во потешка здравствена состојба. За другите пациенти имаме информации дека кај некои се направени одредени хируршки интервенции со пресадување на кожа. Ги очекуваме да се вратат назад во нашиот здравствен систем, каде што ќе направиме триажа, па после тоа ќе одлучиме дали ќе има потреба од рехабилитација или дополнителни медицински исследувања. Повредените кои се враќаат од странство се во добра здравствена состојба, но на дел од нив ќе им биде потребна медицинска нега, тоа го најави и министерот, изјави дека сето тоа ќе биде долг и сложен процес. Што ќе значи тоа, докторе, во однос на тамошниот третман? Колку се очекува да трае процесот на рехабилитација? Па според повредите кои што знаеме дека ги имаат овие пациенти, дел од нив најверојатно ќе бидат неколку недели, дури месеци за медицинска рехабилитација. Може би кај некои да има дополнителни интервенции со напредни медицински методи. Дел од амбасадите се понудија и странските центри да ако има потреба од такви напредни медицински методи и лекувања, дека ќе ни излезат во пресрет. Оние кои што се враќаат во државата, откако им се направат и токсиколошките анализи и сите можни истражувања, се праќаат на домашно лекување, барем за сега таква е динамиката и добри информации ни пристигнуваат на оваа тема. Дел и од скопските клиники се праќаат дома. Дали можат овие пациенти кои што ќе пристигнат дома да се вратат на нормалната животна рутина или треба да внимаваат, докторе, во однос на нешто? Они се враќаат во нашиот здравствен систем. Добре. Ние правиме контрола, со утврдената контрола и сите медицински анализи кои што ги правиме, им закажуваме нови контроли, значи лекувањето продолжува кај нас. Нашиот здравствен систем си има протокол на лекување, така да ние ќе си го почитуваме протоколот на лекување и според тој протокол на лекување и во зависност од здравствената состојба на пациентите, ќе идат на контроли и оној момент кога ние ќе одлучиме дека треба да се вратат во нормала и треба да се вратат на своите работни места или школи, тогаш ќе добијат таква препорака. Во едно неудобно дадено интервју изјавивте дека телефонскиот повик кој што го добивте ноќта меѓу 16 и 17 март е еден од најтешките кои што сте ги добиле во лекарската кариера. Како изгледаше таа ноќ? За колку време тимот на травматологија беше екипирани на своето работно место? Прво да појаснам дека ние сме 4 клиники заедно. Ортопедија, травматологија, ургентен центар и интензивно лекување. Со еден повик кој што го добив во 3 часот и 10-15 минути од раководителот на ургентниот центар, се алармиравме сите и некаде за 15 на минути 30% од персоналот веќе беше дојден на работа, така да за наредниот час веќе ние бевме во 100% мобилизација здравствена на овие 4 клиники. Меѓу време се алармира и другите болници. Повикот кој што го добив, одма го проследив до раководителите на клиниките. Исто така го проследив и во влада. Ние имаме исто така
советници во влада кои што ни помагаат во организација и во менување на дел од здравствениот систем и ги известив и нив, така да добив повик исто така и од Министерството за внатрешни работи. Што сакам да појаснам, неколку пати го кажувам, дека пред 2 месеци имавме вежба која што беше слична со слично сценарио. И тогаш ги формиравме кризните штабови, ги реинсталиравме кризните штабови, кои што во поранешниот период не сме имале ваква вежба. И тоа многу ни помогна за брзо и ефикасно функционирање, спроведување на пациентите, координацијата помеѓу Министерство за внатрешни работи, пожарникарската единица, хеликоптерската единица, болниците, приватните болници, значи буквално на таа вежба имавме доста состаноци и кога ни се случи ова, ни беше неверување дека се случува слично сценарио. Точно е дека ми беше еден од најтешките повици кои што ги имам добиено, затоа што се работеше за многу голем број на деца кои што се починати на лице место. Мене тоа најмногу ме погоди. Сите оние кои што дојдоа... На која возраст беа, докторе, со какви повреди беа? Под 15 години со изгореници, дојдени беа со изгореници, со потешкоти, со дишењето, што беше поголем здравствен проблем. Одлуката да се пратат голем дел од младите повредени во странство и според вашите колеги од странство е потврда дека е недобрата можна донесена одлука во мигот. Вие сте, докторе, дел од кризниот штаб кој што патем одлучуваше кој од младите каде ќе се лекува. И во еден момент добивме информација дека одреден број на млади во странство, но веќе нема да се праќаат дополнителни. За следниот ден да пристигне нова информација дека сепак ќе се лекуваат дополнителен број на млади во странство. Што беше пресудно за таквата одлука? Влошување на состојбата на пациентите или пак нешто друго? На почетокот, да ви одговорам на првото прашање, во координација со владата на Република Македонија, советниците кои што беа дојдени, директорите на Фондот за здравство, конзилиумот од лекари, одлучивме и заклучивме дека немаме капацитет да 150 повредени пациенти можеме да ги третираме широм нашата земја. Така да прво излегува во пресред соседите, да не се повторувам, Грција, Бугарија и Србија, и после тоа го отклучивме механизмот каде што сме партиципиенти на Европска Унија, системот за цивилна заштита, кој што многу ни помогна во згрижување на пациентите и нивно транспортирање надвор од нашата земја. Кој одлучуваше? Одлучувавме сите заедно. Пресудна одлуката за префрлање и на пациентите беше по иницијатива на сите доктори и советниците на владата на Република Македонија. Исто така дел од директорите на фондот исто така дадоа зелено светло, така да нас во тој момент веќе имавме пат на каде треба да се движиме. Дојдоа и колеги од странство, сите од нив констатираа дека нашиот систем изреагирал максимално брзо и ефикасно и благодарение на тоа имаме испасано многу животи. Сега, докторе, во комуникација со колегите од странство, гледајќи ги како работат оние кои што дојдоа, каков е впечатокот личен ваш? Нашиот систем здравствен може ли да се носи рамо до рамо со тоа што го покажа луѓето дојдени? Здравствениот систем, иако кај нас изгледа дека е хаотичен, е рамо до рамо со сите светски здравствени системи, со тоа што имаме минус во персоналот од сестри и болничари, но лекарите се едуцирани, ние сме едуцирани
по сите странски центри ги пратиме сите новитети кои што нели ги работат во странските центри, така да многу добро се справивме. Кај нас се направија трансплантации во градската општа болница, исто така и на пластична хирургија кај нас се направија неколку интервенции, сериозни интервенции кои што нели тие пациенти не ги пративме затоа што ние генерално ги праќавме пациентите кои што покрај тоа што има изгореници по телото, исто така има проблем со изгореници на белодробието и преку нос нели има вдишено токсични материи. Иако во оваа ситуација потврдивме дека на вас можеме да се потпреме. Како се снајдоа помладите колеги во оваа ситуација? Имаме ли на кого да се потпреме, докторе, за 15 години од сега? Па помладите колеги ја водеа целата акција. Добре. Се беше у нивните раце. Ние повозрастните координиравме, а младите, поготово младите доктори, младите специјализанти и специјалисти на пластична хирургија ги работеа операциите рамо до рамо со странските хирурзи кои што беа дојдени. Докторе, еве 2 недели после несреќата дадовте прва помош, се екипиравте веднаш, стресот се го направи своето најверојатно и во оние први часови не размислувавте толку за тоа што се случува таму, но како сте денес вие, како се денес вашите колеги, се зборували за потребна можеби психолошка поддршка после сето она што го видовте и што го доживеавте заедно со повредените, со семејствата на жртвите, сите заедно? Ние лекарите гледаме многу работи, но ова беше навистина за сите нас голема трагедија. Ќе остане во меморијата на сите лекари кои што учествуваа. Верувам дека сите лекари учествуваа во оваа трагедија, дали активно или пасивно. Многу колеги се јавија дали има потреба да дојдат од внатрешноста, што значи дека сите лекари не засегна, точно ќе остави траг на нас и најверојатно ќе ни треба некоја психолошка помош во врска со овој настан, затоа што се работи за млади пациенти, голем број, па не знам, ќе видиме. Успеавте ли барем физички малку да здивнете? Овие неколку дена, 2, 3, 5? Па, овие 2 дена да малце стивнавме, бранот се смири, веќе имаме добри вести од странските болници, нека пациентите ни се добро, имаме неколку критични, бројката од 12, од 14 па се намали на 4 сега веќе мислам дека е некаде на 2 намалена бројката. Лекот за сите нас лекарите, таблетата која што нели не смирува е нашите пациенти да бидат добри и да се вратат сите дома живи и здрави. Се надеваме дека ќе биде така. Јас посакувам тој повик на 16 меѓу 17 никогаш во кариерата да не ви се повтори, но ќе искористам можноста и да кажам благодарам, бидејќи да не бевте вие, целиот здравствен систем, не знам што ќе допреше и до нашите уши, што ќе можевме да слушнеме. Благодариме, докторе. Благодарам и убав ден да имате. Убав ден.